Северноамериканската канцеларија на Kia ја соопшти веста за специјалната серија GTS на спортскиот предводник Stinger, во која ќе бидат вклучени 800 возила. Од Kia споделија дека Stinger GTS се разликува од стандардната верзија со новоразвиениот систем за погон, кој ветува дека ќе понуди на идните собственици на автомобилот можност за динамично возење. Други акценти во автомобилот се дополнителните јаглеродни елементи, новата надворешна боја и голем број дополнителни измени. Новиот GTS доаѓа со Drive Mode систем кој нуди избор помеѓу неколку главни режими на работа. Во режим за удобност, 60% од моќноста се пренесува кон задните тркала. Во спорт, процентите се зголемуваат до 80%, а кај новиот дрифт режим, погонот е само на задните. Тој се нуди и во верзија само со заден погон, а и двете модификации се опремени со 3,3 литрски турбомотор во V-облик, што е во состојба да генерира максимална моќност од 365 конски сили. Менувачот е автоматски и има 8 брзини. Секој еден од представниците на Stinger GTS ќе се нуди со внатрешни елементи тапацирани со алкантара, црн таван, панорамски стаклен плафон, Harman Kardon аудио систем и друго. Познати како чудовишта со погон на задните тркала, AMG одделот кој сега е веќе интегриран во Mercedes-Benz како нова перформансна дивизија го поставува погонот на сите 4 тркала како стандарден низ целиот спектар на своите модели. Шефот на AMG Тобиас Моерс изјави дека оваа одлука е донесена врз база на големата побарувачка од страна на купувачите. Тој исто така додаде дека суперавтомобилот AMG GT би требало да го следи овој нов тренд на брендот, поради заинтересираноста на клиентите за погонот на сите 4 тркала, што најверојатно се должи на поголемата безбедност и стабилност обезбедена од овој систем. Компанијата го представи напредниот погон на сите 4 тркала со новата генерација на моделот E63. За разлика од претходните модели, овој нов систем може да испрати 100% од моќноста и вртежниот момент преку задните тркала со едно притиснување на копче. Според ова, добиено е високо ниво на безбедност како и севкупна употребливост на погон на сите тркала. Што се однесува до електрификацијата, Mercedes-AMG веќе го направи првиот чекор во оваа насока со представување на благите хибридни верзии на модели 53. Покрај тоа, новиот GLS 580 користи AMG дизајнирана 4-литрска двотурбинска V8 единица која работи заедно со 48 волтен електричен мотор. Најекстремниот електрифициран модел ќе биде предстојниот хиперкар наречен AMG One со погон од Формула 1, кој се состои од 1,6 литрски турбо V6 агрегат и 4 електрични мотори со максимална комбинирана моќност од 986 конски сили.
Само неколку месеци пред светската премиера на целосно новата генерација на Defender, Land Rover објави дека со прототипи на моделот се поминати 1,2 милиони тест километри. Автомобилот бил проверен во секакви услови, почнувајќи од екстремните оптоварувања кои ги нуди легендарната патека Нирбургринг, до карпистите патишта во Јута, Сад и пустините на Дубај. Со ова ние се осигуравме дека тоа е најдобриот Land Rover создаден никогаш, вели Ник Роџерс, извршен директор на единицата за производство. Развиен во Велика Британија, новиот Land Rover Defender ќе биде представен во текот на оваа година, а неговото производство ќе се врши во новиот фабрички комплекс што компанијата го изгради во Словачка. Добро познато е дека Volvo е лидер во светски рамки кога се работи за безбедноста на патниците во возилото. Овој пат Volvo дава акцент на најранливата категорија на корисници. Иницијативата Еднакви возила за сите, EVA, Equal Vehicles for All, на Volvo е во голема мера фокусирана на безбедноста на жените и децата во возилата, бидејќи повеќето производители на автомобили се уште произведуваат автомобили базирани исклучиво на податоците од краш-тестови на машки манекени кукли. Со иницијативата ЕВА, Volvo одлучи да ги сподели резултатите од своите истражувања за безбедноста, што Volvo го прави повеќе од 40 години, вклучувајќи ги оние на жените, со други производители на возила. Тимот за истражување на несреќи на Volvo уште од 70-тите собира податоци од реалниот свет, за подобро да разбере што се случува за време на судирот, бидејќи бројот на жени и мажи подеднакво се појавува во овие податоци. Производителот верува дека тие треба да бидат подеднакво застапени во тестирањето. Низ годините, тимот открил и постапувал врз фактот дека жените се изложени на поголем ризик од повреда на вратот од мажите, што се припишува на различната анатомија и цврстина на телото. Жените исто така имаат поголема веројатност да страдаат од повреди на градите во сообраќајна несреќа во однос на мажите, поради разлики во анатомијата и цврстината на градниот кош. Покрај тоа, жените имаат специфични потреби за заштита при странични судири. Колку личноста е пониска, толку истата седи пониско во автомобилот и е поблиску до воланот, што ја прави од витално значење за безбедноста воздушната завеса која го покрива целосниот прозорец. Всушност, инженер во Volvo го измислил безбедносниот појас во 3 точки во 1959 година. Појасот ги штити сите, без оглед на големината, полот или обликот на телото. Сепак, една група на корисници е подложна на повеќе уникатни ризици од другите, а тоа е бремената жена. Volvo вели, за да дознаеме повеќе за мајката и за незиното неродено бебе, ја развиваме првата во светот со средна големина кукла за бремена жена за потребите на краш тестирањата. Тоа е компјутерски модел кој овозможува да се проучи како се движи патникот и како безбедносниот ремен и воздушно перниче влијаат врз жената и фетусот меѓу другото.
Кога германскиот гигант Volkswagen го представи својот кросовер модел T-Roc, истиот месец компанијата објави дека спортското купе Scirocco заминува во легендите. Овој потек беше протолкуван како почеток на нов тренд, каде малите кросовери стануваат поинтересна и позабавна опција, особено за младите клиенти. Покрај привлечниот стил, кросоверите имаат и други бенефити во однос на купе моделите, наметнувајќи се како идеални автомобили кај кои практичноста е одлично надополнета со атрактивен изглед и дизајн. Досега, овие атрибути покажаа дека се и повеќе од доволни за задоволување на потребите на купувачите, а големата побарувачка е доволен доказ за тоа. Урбаниот кросовер T-Roc е представен како четврти член во SUV асортиманот на Volkswagen, со смел и впечатлив дизајн. T-Roc зрачи со силен и самоуверен изглед, зајакнат со спортската силуета на купе. Надворешноста изобилува со интересни карактеристики, а палетата на бои нуди широк спектар со разни можности за прилагодување, кои овозможуваат будење на креативноста кај идните собственици. Големиот преден отвор за воздух, дизајнот на страничните прагови и моќниот изглед на задниот дифузер покажуваат колку е навистина динамичен и забавен овој модел. На страничната силуета се забележува острата и строга линија, која се протега од почетокот до самиот крај на возилото, која на специфичен начин го нагласува спортскиот карактер. Забележителни се и кратки, широки пропорции нагласени со хромирани завршетоци, како и карактеристичен светлосен концепт на задниот дел, заснован на добро познатата LED технологија. Дека дизајнерскиот тим успешно е завршил работата, воопшто не станува збор, бидејќи позитивните реакции на динамичниот и атрактивен изглед ги добивме како фидбек од љубопитните лица кои секојдневно не сретнуваат додека автомобилот ни беше позајмен на тест возење. Севкупно земено на екстериерот е искористен добитниот рецепт од кој може да се заклучи дека е пријатен за око, со динамична нота, но и семеен карактер кој добро ќе се носи со годините. Кабината на T-Roc очекувано го наследува тековниот стилски јазик на брендот. Ако сте возеле некој од поновите автомобили кои ни доаѓаат од производните ленти на германската марка, тогаш со сигурност кога ќе отворите вратата на T-Roc, ќе сретнете интериер кој што по многу елементи ќе ве асоцира на добро познато обкружување. Принципот за градење на внатрешноста е водена од идејата максимален комфор и функционалност, зашто во целост мислиме дека им успеало на инженерите. Комфорните предни седишта, извонредната ергономија, логички распоредените примерни и секундарни команди го прават престојот во кабината пријатен, без разлика дали станува збор за кратка релација или подолго патување. Позицијата за возење е одлична, со добра поставеност во однос на педалите, управувачот и прекинувачите на таблата. Просторот кај задната клупа го плаќа данокот на краткото меѓуускино растојание, па така удобноста на 3 возрастни патника би била малку нарушена. Капацитетот на багажниот простор во нашиот случај има волумен од 445 литри и по сите параметри покажува дека неговиот габарит е сосема доволен за 4-члено семејство. Материјалите кои се употребени за изработка на кабината се од високо квалитетни материјали, но не насекаде се меки на допир, како што сме навикнати да сретнуваме кај возила од оваа категорија со знакот на Volkswagen. Неизоставен дел од модерната внатрешност кај новите возила е потребата од голем екран преку кој се командува со секундарните функции и повеќето апликации. Затоа кај T-Roc во средината на централната табла е поставен 8-инчен инфозабавен систем со екран на допир, кој овозможува спојување на Android Auto и Apple CarPlay. Во поглед на поврзувањето, достапни се 2 USB порти, читач за SD картички, како и стандардниот Bluetooth, кои заедно овозможуваат задоволително ниво на конекција со што T-Roc ја покажува својата наклонетост кон публиката која има активен животен стил и секојдневна потреба да биде во центарот на случувањата. Тестираниот модел со кој се дружевме неколку денови чини 24.783 евра. Истиот беше во дизел варијанта опремена со 1,6 литарскиот TDI мотор кој му обезбедува моќност од 115 конски сили и вртежен момент од 250 Нм. Пропратен од 6-степен рачен менувач,
Овој тирок од 0 до 100 км на час забрзува за солидни 10,9 секунди, при тоа достигнувајќи максимална брзина од 187 км на час. Како проверена ставка во пакет доаѓа и ниската потрошувачка која се движеше во рамките на 7 литри на секој 100 изминати километри. Моторот повлекува уште од ниските вртежи и на моменти остава чувство како да поседува повеќе од фабрички декларираната моќ. Силата се испорачува линеарно, а ефектот на така наречената турбодупка речиси е во потполност избегната. Карактерот и динамиката во работењето во целост одговараат со природата на ова возило. Понудените перформанси го прават малиот SUV навистина забавен за управување. Тежината од 1395 кг нема значително влијание при влегувањето во свиоци, каде спортскиот карактер и агилноста доаѓаат до израз. Сепак, се е во очекувани граници за еден компактен кросовер, каде одличното подвозје сигурно го носи автомобилот во претходно зададениот правец. Моделот е базиран на MQB платформата на која исто така се изградени Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3, па така епитетот робусен и висок Golf според нас е сосема оправдан за овој кросовер. Што се однесува до удобноста при возењето, системот за подпирање добро се справува со нерамнините на патот. Управувањето е одлично, а тука е и високото ниво на послушност на управувачот. Познавајќи ги добро своите способности, Тирок не ги сокрива амбициите дека сака да стане новиот продажен хит и да го повтори успехот кој компанијата го направи со неговиот постар брат моделот Golf. Откако пред неколку недели беше презентиран новиот систем на дигитален клуч, сега од Hyundai соопштуваат дека првиот автомобил кој ќе биде опремен со оваа технологија е новата генерација на Sonata. Технологијата му дава можност на собственикот, а и на сите на кои тој дал пристап, преку мобилен телефон да го отклучат автомобилот, да го стартуваат моторот и да ја управуваат без да е потребно присуството на класичниот контактен клуч со далечинско. Иновативниот систем на Hyundai користи NFC технологија која нуди многу високо ниво на безбедност и за функционирање е потребно мало растојание помеѓу мобилниот телефон и возилото. Благодарение на специјално развиената апликација, собственикот има далечински пристап и до некој од системите на автомобилот, вклучувајќи отклучување, заклучување на вратите, активирање на алармот и стартување на моторот. Благодарение на неговата функционалност за споделување на дигиталниот клуч, собственикот може да даде пристап од возилото на пријатели или членови на семејството. Во исто време, тој останува во целосна контрола и може да го ограничи периметерот на користење на автомобилот.
На површина од повеќе 400.000 метри квадратни се одржа меѓународниот саем во Шангај, каде главно концептите и представените модели се наменати за пазарот на Азија, но тоа не значи дека во иднина нема да бидат представени и на другите пазари ширум светот. Шангај е саем кој редовно нуди возбудување и иновативност од автомобилската индустрија. Така и оваа година производителите не ја пропуштија можноста да ја представат својата иднина. Концепти, електрични модели, технолошки достигнувања беа само дел од она што можеше да се види. Германскиот гигант Volkswagen на шоуто во Шангај официјално го представи својот нов електричен SUV модел, концептниот Volkswagen ID Room Z. Со должина од 4920 мм, новиот електричен SUV е за 42 мм подолг од Touareg, при што како концептен модел тој е опремен со 4 седишта, додека пак неговата производна верзија ќе има 7 седишта. Новиот ID Room Z е дизајниран така што нуди автономност од 4-то ниво, што значи дека овој автомобил во повеќе возни ситуации може да управува сам. Поголемиот дел од моќноста кај концептниот Volkswagen ID Room Z е обезбеден од 150 киловатната електрична единица поставена во задниот дел на автомобилот, која е комбинирана со помал електричен мотор од 75 киловати. Ваквата комбинација на електричниот модел му овозможува забрзување до 100 км на час за 6,6 секунди и максимална брзина ограничена на 180 км на час. Напојувањето е изведено со батерија која доаѓа со капацитет од 82 киловат-часови и опција за безжично полнење, благодарение на која концептот со едно полнење може да измине 450 километри. Ауди на предстојниот саем во Кина се представи со 2 светски премиери и цела серија иновации. Покрај футуристичкиот концепт Ауди A1ME, своето сериско деби го има и двата електрични модели Audi e-tron и Q2 L e-tron, кои се специјално дизајнирани за кинескиот пазар. Телото на Audi Q2 L e-tron е 33 мм подолго од тоа на основниот модел. Автомобилот е со погон од електричен мотор поставен на предната оска, кој испорачува моќност од 134 конски сили и вртежен момент од 290 Нм. Со батериски капацитет од 38 киловат-часови, електричниот Q2 доаѓа со возен опсек од 265 км, утврден според локална хомологацијска процедура. Втората генерација на Audi Q3 ја доби својата национална премиера во Шангај, опремен со дигитален оперативен и дисплејски концепт, повеќе инфозабавни решенија и иновативни системи за помош. Новиот семен SUV ќе биде одлично технолошки подкрепен, како и поразновиден, со посамоуверен изглед од својот претходник. На кинескиот пазар тој ќе биде достапен во 2 варијанти, односно со 150 и 220 конски сили. На штандот на Мерцедес на саемот во Шангај, како поднова на SUV сегментот, дебитираше новиот концептен модел GLB. Компактниот BBG ваген е опремен со 7 седишта, а воедно представува и многу блиска верзија на производниот автомобил кој ќе се појави на пазарот кон почетокот на 2020 година. Новиот Мерцедес GLB ја дели шасиската технологија, погонските единици и внатрешните делови со останатите модели од А и Б класата на брендот, но за разлика од GL-а, тој се карактеризира со поголема пространност и робусност. Концептниот BBG ваген опремен е со 2-литарски 4-цилиндарски мотор кој му обезбедува моќност од 221 конска сила и 350 Нм вртежен момент, но производната верзија се очекува да понуди слична линија на мотори како кај GL-а со послаби 2-литарски единици и 2,2 дизел опции. Достапен е погон на сите 4 тркала, пропратен од 8-степен автоматски менувач. Тука се и трите режими на работа, каде моќноста е распределена 80:20 во еко и комфорт, 70:30 во спорт и погон на сите 4 тркала во офроуд.
Во Шангај дебитира првиот целосно електричен автомобил на Renault City KZ, позициониран во компактниот А сегмент. Од француската марка исто така соопштија дека до 2022 година 9 нејзини автомобили ќе се произведуваат во Кина, а поголемиот дел од нив ќе бидат SUV автомобили, додека 3 ќе бидат со целосно електричен погон. Полнењето на батеријата на електричниот модел може да се остварува директно од домашна електрична инсталација, а и преку посебна специјализирана инфраструктура. При брзо полнење батериите до 80% се полнат за само 50 минути, а во домашни услови за целосно полнење потребно е време од 4 часа. Renault City KZ е паметен автомобил што доаѓа со одредена апликација за мобилен телефон, посебен систем за следење и контрола на квалитетот на воздухот во кабината, 8-инчен интегриран екран со гласовни команди и друго. Корејскиот автомобилски производител го избра шоуто во Шангај како место за глобалното деби на својот целосно нов Hyundai iX25, исто така познати под името Крета на други пазари. Втората генерација на субкомпактниот кросовер сега доаѓа во похрабро и поробусно издание. Надворешниот дизајн го прави тековниот стилски јазик на брендот, така што новиот Hyundai iX25 ја носи новата предна корпоративна решетка како Hyundai Palisade и останатите модели неодамна лансирани. Компанијата вели дека новиот Hyundai iX25 е совршено прилагоден за кинескиот пазар, но не открива повеќе детали. Сепак, дел од извештаите на кинеските медиуми тврдат дека автомобилот во однос на својот претходник е подолг за 30 мм, поширок за 10 мм и има поголемо меѓуоскино растојание за 20 мм, иако неговата висина е намалена за 7 мм за поаеродинамичен изглед. Светската премиера на Honda на Шангајската меѓународна изложба е концептот XNV. Со негова помош брендот ни демонстрира што можеме да очекуваме од нивниот целосно електричен предлог наменет за кинескиот автомобилски пазар. Концептот, кој е 100% електричен, е создаден заеднички од Honda Motor China Technology и Dongfeng Honda. Друг електрифициран производ кој забележува премиера на автомобилскиот сајм во Шангај е хибридната верзија на моделот Odyssey, развиена заедно со GAC Honda и која треба да биде лансирана во Кина кон крајот на овој месец. Во прилог на своите електрични автомобили, Honda го користи изложбениот простор во Шангај за да го представи својот електричен V-Go скутер. Далечната 1957 година за прв пат се појави името Skyline, но не од компанијата Nissan, туку тој беше ставен од Prince Motor Company. Првиот модел на Skyline под Nissan се појавува во 1969 година, 3 години откако Nissan го превзема овој модел од Prince Motor Company. Агрегатот кој се вметнувал во овој модел бил со зафатнина од 2 литри со 6 цилиндри во линија, кој всушност бил тюнирана верзија на моторот R380, кој е направен за тркачките автомобили. Овој мокен погон имал неверојатни 160 конски сили, што за тоа време биле и тоа како многу. Пред да почне сериското производство на GTR, направен е за да го освои JAF Grand Prix шампионатот, што и го направил уште во првата сезона на надпреварувањето. Додека да се појави Skyline HT 2000 GTR во 1973 година, сега веќе во купе верзија, GTR ја освојува својата 50-та тркачка победа.
Истата година на пазарот излезе и верзијата KPGC 110, но само по 197 произведени единици Nissan ја повлекува рачната и го стопира производството поради строгите стандарди за штетни емисии и глобалната криза за гориво. Името GTR не се појавува на пазарот во наредните 16 години. Современиот GTR го освои јапонскиот пазар кога беше лансиран во август 1989 година. Тој во себе вклучувал хајка со управување, погон на сите тркала и турбомотор со 6 цилиндри во линија за ознаката RB26 DETT, кој генерирал 280 конски сили. Легендата вели дека главниот инженер Шуреј Ито не открил на никој, вклучувајќи го и неговиот собствен тим, дека овој автомобил ќе го носи името GTR се до неговото деби. Третата генерација на легендарниот модел дебитира во 1993 година на сајмот за автомобили во Токио, но неговото пазарно лансирање се нема случено до јануари 1995 година. Во него под капакот се наоѓа подобрениот RB26 DETT мотор со ист број на конски сили, но многу повеќе њутон метри. Погонот на сите тркала веќе станува стандард за спортските модели на Nissan, а автомобилот познат под ознаката R33 зазема место на трката Le Mans, каде завршува на 10-та позиција во генералниот пласман или пето во својата класа. Оваа верзија подоцна ги освојува и градските улици со 400 конски сили и ставка Nismo. Моделот со најмногу технологија во него, со ознаката R34, е всушност последниот кој го има RB26 DETT моторот. Кај него конските сили повторно ја достигнуваат бројката од 280, но компаниите за тюнирање на автомобили како HKS и Mine со доработка на овој агрегат имаат стигнато до 800 конски сили. Исто така, R34 е успешна тркачка кола, а тимот на Pennzoil со него го освојува јапонскиот Grand Touring шампионат во 1999 година, а неговото производство настанува во 2002 година. По 50 години, Nissan на сајмот во Њујорк ја сподели првата информација за верзијата за 2020 година на врвниот спортски GTR Nismo, што заедно со специјалната верзија 50 Anniversary Edition направија светско деби за време на меѓународната изложба. GTR Nismo 2020 еволуира во еден балансиран, но во исто време екстремен спортски автомобил, коментира Хироши Тамура, главен специјалист на GTR. Пркање на задоволството на патот е најважната идеја кај GTR, а со представувањето на Nissan GTR Nismo сакаме да покажеме автомобил создаден за патека, но во исто време и автомобил што е за градските улици. Главната карактеристика на GTR Nismo 2020 продолжува да биде количеството јаглерод, употребено во конструкцијата на возилото, вклучувајќи во предниот и задниот браник, таванот, хаубата, багажникот и задниот спојлер. Како резултат на интеграцијата на овие елементи, возилото добило предност од 10,5 кг во вкупната тежина. Акцентот е исто така и на новите 20-инчни алуминиумски тркала, а со новите гуми Dunlop има 11% повеќе контактна површина со асфалтот. Погонот на GTR Nismo 2020 е доверен на 3,8 литарскиот V6 рачно склопен мотор кој генерира максимална моќност од 600 конски сили.